Како и да е, наскоро почесто ќе се гледаме. Ќе се гледаме, нели? Не си сериозна, нели? Јас... Знаеш, не би сакала да те растажам, ама... Мислам, нашата врска оди добро и ние... Ајлин, колку време сте заедно? Зошто толку брзате, без добро да се познавате, така веднаш? Јас не мислам дека е рано. Трескаш глупости. Правиш многу голема грешка. Колку пати треба да се зборува со тебе? Миличка, смири се, те молам. Работите одат токму како што испланира Фомур. Наскоро ќе живееме во иста куќа. Наскоро. Колку пати треба да се зборува? Ти зборуваш како пред тебе да имаш ученичка. Ајлин, едно е да флиртуваш со Джесур, друго е да се омажиш. Зошто вие не велите ништо? Сигурно нема да го одобрите ова. Не ја видовте господја Медиха? И ако се смириш и ние ќе зборуваме, ама... Мамо, Јас ја поддржувам Омур. Многу ненадејно донесе одлука. Ние се уште не се прибравме од притисокот на господја Медиха. и доста веќе со ненадејните постапки на Джесур. Мене ми здосади веќе. Почна секогаш вака да ни прави. Само малку бе. Прво со тебе ли требаше да зборува дека сака да се ожени со мене? Ајлин, цел ден сме заедно. Можеше барем да ми каже дека има таква намера со сестра ми, например, а? Немој да ми кажеш дека тоа е нормално. Човекот дојде овде, зборуваше со сите вас. Уште што чекате да рече? Ние да не одиме на матурски бал? Што мислите, со каква намера сме заедно? Ајлин, мила, пред да го браниш, прво потруди се да сватиш што сакам да кажам. Вие двајца многу се разликувате. Си била импресионирана за момент. Тоа не значи дека можеш живото да го поминеш со него. Невозможно е да бидеш среќна со тој човек. Те молам, размисли повторно. Немој да си го уништиш својот живот. Јас многу добро знам што правам, Омур. Ако се сеќаваш, ти кога ми рече така, јас не те распрашав тебе. И да не сакам да те поддржам, јас сепак бев покрај тебе. И кога планираше да абортираш, без никому да кажеш, не барав прошка од никого како тебе. Бев покрај тебе. Што? Се извинувам. Ти сакаше да абортираш, значи? Да чекам одговор. Како тоа да абортираш? Ердем, што и да речеш јас? Кога планираше да ми кажеш? Никогаш. Никогаш немаше да ми кажеш? Толку ли не сакаш да имаме бебенце? До толку ли не сакаш ништо да носиш од мене?
Браво. И тоа со гордост кажам. Значи, беше покрај жена ми. И помогна да абортира, значи. Ти честитам. Ердем, јас многу се потрудив. Се потрудив да го смени мислењето, ама... Ама нема ама, Елин. Ама нема овде. Ниту едно објаснување нема да те оправда од таа грешка. Многу се извинувам. Јас не бев при себе. Ми се испушти. Ајде уште се извинуваш, зашто го кажа тоа воопшто, а? Проблемот е што си молчела, Елин. Ама не направи, Ердем. Зарем не е тоа најважното? Жената се уште е бремена и потребен си. Може би било некоја криза. Што знам, мислам нешто во врска со хормоните. Што ќе изгубиш ако се потрудиш да заборавиш? А што попрво? Дека жена ми неќе да го роди детето мое или дека сестра ми ја поддржува, кажи ми. Не ја поддржува, Ердем. Добро? Може би сгрешивме и Омур и јас. Но секој може да сгреши. Ти воопшто ли не си сгрешил? Што значи ова веднаш треба да се скараме? Така ли? Ќе одам да видам Омур. Да ми простиш. Ердем, јас. Ова нема врска со тоа дека не сакам дете од тебе. Верувај ми, нема ништо во животот што сакам повеќе. Ти си ми се, го знаеш тоа, нели? Ти не си добра. Потруди се да се одмориш малку. Господја Омур не дозволи да отвориме уста. Остави бе наша керка, нели? А што ти е тебе, Гајле? Ама Омур беше во право што се противеше. Ама, Ердинч, и ти па. На почетокот ми досаѓаше зашто ја одобрив ваквата врска. Партнери сме, Ердинч, може ли така, Ердинч? Работата е друго, ова. Сега каде и да е, ќе го браниш. Бога ми, јас не те сваќам. Нашата керка го сака, Ердинч. Свесен ли си? Нашата керка конечно сака некого. Ама и нашиот син сака. Ти постојано велеше зарем ќе успее со некој од друга култура, па тој не ја засакал. И Джесур не е различен. Жити Бога, исти ли се двајцата? Едната обична селска наставничка и што е најлошо, ниту милиметар не е подобрена. Замисли, без срам сите не понижува. А Джесур е од големо семејство, наш ортак. Со гордост можеш да го представиш пред елитата. А, тоа ли е проблемот? Елитата? Да, господине Ердинч, тоа е проблемот. Вие сте ја пикнале главата под земја како Ној. Јас слушам што се зборува. Како да си играат, постојано го прашуваат истото. Нели е досадно цел ден во школа од деца? Нели е тешко? Не. Се знае колку плата зема службеник. Се знае состојбата. Што дека ќе земе малку пари од таму? Зошто се инаети? Девојката сака да им помогне на луѓето. Си ја сака работата. Се бараат такви наставници што сакаат да помагаат. Јас лично ја ценам. Можеше да рече мене не ми интересира и да си седи дома. Ќе чекаше на готово. Тоа ли го сакаш, Ајтен душо? Аха, значи јас чекам на готово, така ли? Ајтен, за тебе ли зборуваме сега? Не дозволувате да се радувам за внучето. Ми остана до пола радоста. И Ердем се упропасти. За малку ќе абортирала без да каже. Ти велам дека лоша ќе заврши овој брак. Добро прочитај ги знаците. Ајлин ме зачуди. Како можеше да молчи знаејќи? Нека се смири ситуацијата. Ќе ја прашам јас нејзе. Ајде, жити Бога да легнеме, веќе многу сум уморен. Да ставам крема.
Молам? Здраво, душа. Здраво. Од возбуда не можем да одам дома. Возам кругови како лут. Не можам да седам на едно место. Зборуваше ли? Да. Гласот воопшто не ме охрабри. Што е? Се противеа ли? Не, ама Што? малку ненадено беше. Дури и јас сум збуната. Треба и нив да ги сфатиме. Ама ќе се навикнат. Изгледа ќе им треба малку време. Значи не рекоа не може. Добро, и тоа значи нешто. Ти како си? Не знам. Збуната, загрижена, зачудена, возбудена. Од се по нешто. Вечерва нема да заспијам. И јас. Рано наутро сум кај тебе. Ова... Може да ти се јавам? Наутро моите сигурно ќе сакаат да зборуваме. Во ред, не заборавајте, чекам да знаеш. Во прва прилика ќе бидам покрај тебе. Те сакам. И јас. Лека ноќ. Добра ноќ. Ердем? Таму спиеш? Не сакав да те вознемирувам. Те копкаат многу прашања, ама за да не ме притискаш, молчиш. Знам како изгледа, но некогаш не е токму така. Јас не знам како ќе го објаснам ова, ама понекогаш треба нешто да толерираме. Потребно е да процениш со срцето, со чувствата, а не со очите. Зашто понекогаш зад некоја погрешна постапка не стои зла намера. Но за тоа е потребно еден во друг да имаме доверба. Треба да се сакаме, да се почитуваме. Ако веќе немаш доверба во мене, врската ни е уништена. Ердем. Ердем. Имаш доверба во мене? Јас имам најголема доверба во тебе. Ама камо од тоа да имам помош да сватам зошто го направи ова? Зошто сакаше да абортираш? Јас не бев подготвена. Многу се исплашив. Ме фати паника. Не знам, тоа е толку голема одговорност што сакав да завршам без да те растажам. За да го чекаме вистинскиот момент. Но и онака не можев да го направам тоа. Не успеав. Те молам, не мисли дека не сакам дете од тебе. Тоа е многу лошо. Тоа навистина би ме убило. Треба да ми дадеш малку време. Денес после работа дојди кај мене. Веќе треба да бидеш под контрола на доктор. Ердем. Ердем, не ми прави вака. Што значи ова вака, ќе ме игнорираш? Тебе те прашувам, Ердем. Пардон, не сум навикнат да ме прашуваш нешто. Добро утро, народе. Добро утро, душо. Мамичке, колку убави работи готвиш? Дај Боже секогаш да си весела. Сабајлички многу си весела. Ама погледни само колку е убав денот. А и ти си влегла во кујната, мамо. Јас гледам каде да ја истурам нервозата, ѓерко. Ама машала, си станала како брат ти. Не знаеш да прашаш како сум. Добро, јас одам да се спремам. На кого зборувам јас? Ама мамичке, јас што ти направив сега? Јас не му реков на брат ми да оди и да ми купи кола. Зошто мене ми се лутиш?
Се радувам, што има во тоа? Со здравје да вози школата. Ама само ако ти се случи нешто или, што знам, некоја казна за паркирање нешто, уште еднаш нема да се качиш во таа кола. Ова беше првото. Ако земеш сила од брат ти и сакаш да ме прегазиш, ако и ти го кренеш носот, ти ветувам ќе ти ја скршам главата. Тоа е второто. Не факултетот. Уште еднаш нема да го видиш нити Истанбул. Ниту брат ти нема да може да те спаси. За еден ден дојдовме, за еден ден ке се вратиме. Зарем јас би те растажила, султанке моја најубава, Кажи ми те молам. Дојди, Керко. Чудо. Само толку ли сме? Дојди, седни. Сакаме лично да зборуваме со тебе. Штом сте одбрале канцеларија, веројатно тежок разговор ќе биде. И вие ли сте против, тато? Почекај малку, Керко. Си донела важна одлука. Дозволи да си го кажеме мислењето. Вчера многу размислувавме. Не можеме ние да одлучиме со кого ќе се омажиш, Керко. Секогаш кажуваме дека ќе го поддржиме твојот избор. Да, имаме сомнежи во врска со Джесур. Но сепак, ако ти сакаш, спремни сме да го поддржуваме. Само ќе имаме мала молба. Молба или услов? Ние прво да кажеме, после ќе одлучиме во која категорија ќе ја ставиме. Ние не сакаме ниту проблем да направиме, ниту сме против тебе. Во ред, извинете, тато. Ве слушам. Ако се оствари овој брак, тогаш да биде според правилата. Ако дојде мајка му да те запроси од нас, ќе те дадеме. Во спротивно не сакаме да бидеш знаана жена која лесно и лекомислено покажа дека не те сака. Ние не те најдовме на улица Айлин. Ти си наша единствена. Сите и го видовме ставот на жената. Не е жена со која ти можеш да се расправаш. Ако сака, ќе ти го уништи животот, ќе те малтретира. Ти ќе патиш. А ние не можеме да дозволиме такво нешто. Немој да мислиш дека ќе се навикне со тек на време. Што и да се случи, таа му е мајка на Джесур. И Джесур е главен во таа куќа, единствен маж. Има многу поголема одговорност кај мајка му. Не може да покаже голем отпор, да и се противи. Со тек на време и ти ќе се уништиш. Добро, разбрав. Јас и онака ќе зборувам со Джесур за ова. Состојбата на мајка му и мене ме плаши. Омор. Тоа што направив беше големо непочитување. Не можам да издржам да ме сметаш за личност без карактер, кој е предавник. Јас не сум таква личност. Воопшто не знам како ми се испушти. Многу се извинувам. Навистина не сакав. Не сакав да те повредам. Ама јас не реагирав без да размислам. Се уште мислам дека грешиш. Ма барем распрашај се, Айлин. Дали овој човек за толку кратко време може навистина толку да се залюби во тебе? Ердем те виде само 2 пати и ти предложи брак. Ти поверува без да се распрашаш. Зошто јас морам да се распрашам? Мислиш дека не заслужувам ли? Не. Айлин, ти заслужуваш си најубаво. Но Ердем и Джесур не се исти. Джесур само до пред 1 година беше најголемиот непријател на ова семејство. Ги има истите чувства како мајка му. Мислам, што се смени? Дали тој може би планира нешто друго? Размисли малку, само тоа сакам. Камо и јас да можев да кажам нешто повеќе. Умор.
Што значи сега ова? Ако знаеш нешто, мораш да ми кажеш. Излези малку од рамката и потруди се оттаму да ја гледаш сликата. За жал, толку можам да кажам. Ти се трудиш да ми ги измешаш мислите. Глупава Ајлин. Толку си изборала, зарем човек не би се посомневал, не би размислил? А од каде да знае? Джесур толку убаво глуми што секако дека Ајлин му верува. И мисли дека јас реагирам поради чувствата. Никаквец. Тој толку вешто изигра што... Јас останав само да гледам. Не можам ништо да направам да ја спречам оваа глупост. И ако живееме во иста куќа со тој човек, сигурно ќе умрам, Сибел. Не може до толку, сигурно нема да живее со вас. Утеха ли е тоа? Тој сигурно размислил и за тоа, ќе најде некој начин. Не, Умур. Веќе нема каде понатаму. Раскажи му се на Ердем. Каде што пукнало, нека се скина. Што е ова, кинеска тортура? Добро. Да спремам и гроб за Ердем. Човекот е психопат. Човек со добра душа како Ердем не може да се расправа со него. Ердем не знае да крои такви планови. Ме стави во безизлезен лавиринт. Гледа како се трудам да се пробијам. А може би има некој начин што не си го пробала? Разговарај со мајка му, раскажи и се како што е. Со Медиха? Како да не? Лошо ли реагираат твоите? Малку си вознемирена, се загрежив. Зошто јас, Джесур? Да не зборуваше со Омур. Те молам, не и дозволувај да ти ги измеша мислите. Колку пати зборувавме за ова? Не дозволувам, ама... Зошто јас? Имајќи толку луѓе во светот, еден ден сретнуваш некого. Мислиш дека само тој е на светот. Има ли причина? Има ли објаснување за тоа? Кога тие за 2 дена се заљубија, најдоа ли причина? Зошто ние да се трудиме? Кога може да дојдам да те запросам? Што е сега? Кажи ми. Моите имаат еден услов. Всушност, загрижени се за нешто што и мене ми е логично. Мајка ми ли? Сакаат таа да ме запроси. Да каже дека го одобрува овој брак. Ама и со нив зборувавме за ова. Јас сум спремен да и се спротивам неизе. Знаеш и сам. Да, ти е мајка, Джесур. Може би денески се противиш, но цел живот не може да и вртиш грб. А јас не би го сакала тоа. Не сакам да си меѓу нас. Знаеш, ти си човек кој го почитува семејството и вредностите. И тоа е едно нешто што го сакам најмногу во тебе. Не сакам да се смениш. А и онака не можеш да се измениш. Нема да бидеш среќен. Секогаш ќе ни фали нешто. Те молам, убеди ја мајка ти. Воспротивно, моите... Немој си белжити Бога. Што мислиш, од кого учи Джесур? Наместо срце Медиха има огромен камен. Не знаеш како ја вика Аво Келис? Че личната Медиха ќе ми помогне. Душо, таа е жена на Ага. Ги знае обичаите, традицијата. Може да е без срце, но не е неправедна.
Тоа што го прави веќе Джесур не е ниту според обичаите, ниту според традицијата. Ниту медика не може да го објасни тоа, јас не верувам. А јас мислам дека медика не знае ништо. Ти не знаеш како таа ме гледа. Кога ќе чуе и браво ќе му каже на синот. Која мајка би можела да замижува на таква суровост? А и што ако рече браво? Може да бидеш во полоша состојба од ова? Тоа ти е единствената шанса. Искористи ја. Таа нема да прифати да зборува со мене. А ако? Ние да пробаме вака? Не ми се налути, нели? Зошто да се лутам? Ти всушност мислиш на мене. Не бараш нешто што не треба, но не можеме ли тоа да го ставиме на времето? Мајка ми со тек на време ќе прифати. И таа не може да ми сврти грб, нели? Добро, ама размисли каква напнатост ќе има за тоа време. Јас не сум во состојба да трпам повеќе напнатост. Иако мајка ми не реагираше толку, јас лично гледам какви проблеми имаат со умор. Не сакам јас да ги имам истите. Те молам, Джесур, ќе го сториш ли тоа за мене? Нема ништо што не би можел да направам за тебе. Штом толку ти значи, ќе дојдеме со мајка ми. И таа ќе го прифати овој брак. И, што велиш? Ке се повозиме ли со новата кола? Што значи прв мене ќе ме возиш, а? Значи вечерва тебе ти треба екран, така? А, што зборуваш, Омер? Да, не гледам многу околу себе, ама тоа што го сакам го гледам. Обичен човек сум, свесен сум. Може не сум ти интересен, ама не сум глупав. Штом сум со тебе, тоа е затоа што сакам да ти помогнам. Ама ако продолжам, тоа ќе почне да ти штети. Зашто луѓето со кои се дружиш не се сигурни. Може да ти направат проблем. А, само момент. Зарем не преувеличуваш малку? Само те замолив 2 пати да ми помогнеш да излезам. И убаво си ја научив лекцијата. Треба да одам на предавањето, Иго. Ако еден ден ме почестиш со чај само затоа што сакаш да зборуваш со мене, ќе прифатам со големо задоволство. Ама треба да си најдеш некоја друга причина за излегување. Повторно те замолувам, стои подалеку од тие луѓе. До гледање. Глупак ни еден, уште и ме кара. Молам. Како сите доаѓаат кога ќе им текне, тогаш да ја затвориме оваа фирма, синко? Дојди малку да поразговараме. Проблемите не се решаваат кога ќе останеш сам. Тато, Има некои работи кои треба да се подпишат. Му се јавив на Джесур и тој имал работа, ама ќе намине на кратко. сега не сакам да се сретнам со него. А со него посебно ќе зборувам. Само да подпишеме и секој нека гледа својата работа. После ќе зборуваме. Ќе дојде и господја Демет. Има некои недостатоци со рекламите. Знаеш, ти си одговорен за тоа. Ако ништо друго, види се со неја и оди си. Тато, ќе може ли овој пат ти да ме замениш, не молам? Ќе ја донесе финалната состојба на рекламните банери. Ти ја донесе работата до овде. Немој сега да ми откажуваш. Денес сум и јас многу зафатен. Ајде, сине, те чекам. Веднаш, Джесур е на пат. Тато, Нека е проклето. Мамо. Ми ги уништи сите планови. Како и да е, Ердем уште не го гледал CD-то. Добро би било да го земам тоа CD. Овде ли си? Што направи? Го најде? Најдов. За среќа има 2 броја на име Джесур Гочар.
Од едниот ќе ја најдеме Медиха? Ајде? İyi günler. Добре дојдовте. Добар ден, господин Ердинч. Дојди, Джесур. Јас дојдов за подписите. А, да. Молам, Дојде, Джесур, те чекаме. во ред, доаѓам, ајде. Доаѓа. Јас како и да ја потпишав. И се брзам, ви кажав. Ке ви пречи ако излезам. Предпоставувам дека сакате да зборувате со мене. И јас сакам, ама не е згодно вака овде сега. И јас мислам. Не е проблем, може да си одиш. Благодарам. Овие уште не отидоа на печатање? Носете ги, ајде. Во ред. Дојдов. Джесур отиде ли? Ало? Во ред, нека влезе. Ме повара некој? Не, господине. Го направија ли компјутерот? Да, го направија. Како те заборавив јас тебе? Бог да чува. Зошто ми го испратиле пак ова сега? Како да немам друга работа? Ало? Ало? Здраво, господја Медиха. Аха, кој е? Може да зборувам со неа, јас сум Омур. Кој рече? Омур Сојкан. Само моменти, јас да видам, ке ти се јавам. Кој е тоа, Дилбер? Со кого зборуваш? Омур. Што? Ја вика, чекам. Исклучи го телефонот. Што чекаш, Дилбер? Што знам, господја Медиха? Ништо не можев да ја кажам. Сакала да зборува со вас. Што би имала јас да зборувам со таа? И кажи уште еднаш, безобразна, да не се осмелила да се јави. Срам да е. Ало, господја Медиха не сакала да зборува со вас и уште еднаш да не ми се јавувате. Но момент, не исклучувајте, ве молам. Сакам да ја пренесете нешто. Тоа што ќе го кажам е важно и е во врска со незиниот син. Јас ќе ви го оставам мојот број, ако го смени мислењето може да ми се јави. Бога ми, воопшто не верувам дека ќе се јави, ама сепак ќе го запишам. Почекајте малку. Боже. Чекајте малку, ајде, кажете 0... Дилбер, исклучи го телефонот веќе. Да, добро. Исклучи.
Остави телефонски број, многу важно било. Доста веќе, Дилбер. Добро. Глупава ли е оваа жена? Јасно е дека нема да и се јавиш да ја прашаш дали е добра. Значи дека е важно. Зарем човек не би се распрашал зошто? Јас и онака не очекував да зборува со мене. А како и да е, пробавме барам. И може би ќе ти се јави. Да не изгубиме веднаш надеж. Ако Медиха го дозволи овој брак, јас сум готова, Сибил. Јас сум готова. Кренала бунт женава. Не верувам да дозволи. И мене воопшто не ми беше јасно како вашите се убедени. Жената дошла, јасно гласно рекла дека сте ми непријатели. Кажала, нема да ја запросам вашата керка. Да не е толку деликатна состојбата на Ајлин и тие не би дозволиле, ама прават се керка им да биде среќна. Ама и Ајлин чекала и погодок. Да можам да избегам од се. Како да не е доволно се во ова, одов да одиме со Ердем на преглед. И тој сака да го види бебето. Како ќе продолжам вака? Јас до последен момент ќе верувам дека детето е на Ердем. Здраво. Здраво. Доаѓам. Господине Джесур, добре дојдовте. Влезете. Добро ве најдов. Господјо Медиха, туј го. Бате, добре дојде. Добро ве најдов. Како си, малечка? Сега кога те видов подобра сум. Не поверував кога ти го слушнав гласот, веднаш дојдов. Што ќе се напиете, господине Джесур? Ние малку да поразговараме. Јас учев, па одам да продолжам. Тетка Дилбер, дојди и ти да ми ја средиш со бата. Ќе дојдам. Дојдиме. Дојди. Што е, Джесур? Овој пат ти купи нова куќа, Лена, дојго. Мамо, зашто толку се расправаш со мене? Се знае кој со кого се расправа. Дојди да се смират ли? Не знам, воопшто не изгледаше така, ама дај Боже, ајде. Ми се чини дека има некоја вонредна состојба. Дај Боже да е за добро. Бога ми, ако и овој пат ја изнервира господја Медиха, ќе треба да бараме место за бегање. Молчи малку да чуеме што зборуваат. Добро. Зарем мајка и син може да се толку скарани? Тоа зависи од тебе. Ама ти ми ги затвараш сите патишта. Не ги затворам јас. Ти и онака си безнадежен. Дојде мене да ме обвиниш. Или да ми раскажеш што се случува. Дојдов да ти кажам како сум. И јас веќе сакам да живеам, мајко. Сакам да се спасам од црните сенки. Сакам да имам свое гнездо. Не можеш ли бар малку да ми помогнеш? Ти си полуден, синко. Отиде во Килис. Запна да ја земеш таа никаквата. Не сакав, ама прифатив. А сега од целиот Истанбул, кого ми носиш како снаа? Кого? Ти ако сакаш да ја повторуваш истата грешка, продолжи. Но јас нема да продолжам. Уште еднаш нема да ти речам амин. За таа молитва која нема да се прифати. Мамо, јас ке се оженам со Ајлин. Што значи јас? Тој што нема единство во семејството, нема никакво разбирање. Ти со години во оваа куќа си го слушнал ли зборот јас? Секогаш ние. Тоа што за мене не е добро, не може да биде добро ни за тебе. Мајко, жити Бога, барем еднаш остави го и наетот. На вистина ми требаш. Од тебе барам да се жртвуваш. Верувај ми, те молам. Имај доверба во моите одлуки. Ајлин ниту има врска со сето ова, ниту е виновна. Да ја познаваш, ке ја засакаш. Не ми треба. Нели е сојкан, готово е. Дури и 40 години да поминат. Семејството Сојкан и семејството Гочар нема да се смират. И точка. Заборави ме мене, синко, и оди си веднаш. А оди ке таа девојка. И уште еднаш немој да ми дојдеш на врата.
да ги поминувам овие работи, подобро да умрев, Господи. Бато? Остави ја, мајка ми. Со тек на време ќе попушти. И јас многу се израдував, бате. Секоја вечер се молев да те видам многу среќен. Навистина. Ако имаш дури и барем малку шанса да си среќен, немој да ја пропуштиш. Добре дојдовте, господјо Демет. Здраво. Господин Ердем не е тука. Отиде во одделот за маркетинг. Ако сакате, може да чекате во неговата канцеларија. Благодарам. Сакате да се напиете нешто додека чекате? Кога ќе дојде, нека ме побере. Во ред, Благодарам. повелете. Добре дојдовте. Ердем е внатре, нели? Господин Ердем веднаш ќе се врати. Отиде во одделот за маркетинг. Повелете и вие. Во ред ке... Внатре има една гостинка, господја Демет, од рекламната агенција. Сигурно нема да биде проблем да чекаме заедно. Не верувам. Благодарам. Здраво. Јас овде чекам за состанок. Не се вознемирувајте, јас сум сопруга на Ердем. Така ли? Демет? Мило ми е што се запознавме. И мене. Господја Демет ве чека во канцеларија. И господја Омор е тука. Омур. Таа кога дојде? И двете дојдоа пред малку. Пред 5 минути. Па во фирма сум, јавете ми. Речете му на татко ми да дојде во канцеларија. Се разбира, господин. Веднаш. Добре, дојдете. Здраво. Душо. Имаше еден проблем во одделот за маркетинг, па Ни кажа секретарката. И ете се запознавме со вашата сопруга. Навистина имате убава сопруга, господине. Сте имале Ви среќа? благодарам. Јас, ако сакаш, можам да чекам надвор, миличок. Господја Демет, и вие чекав се многу, ама ако не ви пречи, јас морам да одам, се извинувам. Да зборувате со господинот Ердинч за последните детали би било добро. Секако, за мене не е проблем. Ете и тој дојде. Здраво, како сте? Здраво, добар. Како си, Омур? Добро, возбудена. Ние со Омур имаме закажено на лекар, тото. Па треба да излеземе. Презентацијата тебе ќе ти ја покаже господјата. Секако. Имав работа, ама што да правам. Внучето е пред се. Јас се загрижив. Мислев дека сте болна. Бебе ли ќе имате? Честитам, со среќа нека е. Благодарам. Добро, ајде да одиме ние, мила. Да одиме. Довидување, господјо Демет. Довидување. Пријатно. Тогаш и ние да одиме во мојата канцеларија, повелете. Немој да мислиш дека нема да ти вратам за ова. Добро, тато, ајде, можеш ти. Зарем има друг избор? Повелете. Благодарам. Морам да признам нешто. Навистина многу сакам да доаѓам во оваа канцеларија. Може да речам дека се радувам кога има некој проблем со рекламите. Одлична креација. Многу го ценам вашиот вкус. Благодарам. Што да ве почестам? Еспресо ве молам. За нас едно еспресо и еден зелен чај. Зелен чај? Јас па си велам, господин Ердинч не изгледа како дедо. А внимавате на себе. Разбрав која е тајната. Благодарам. Многу сте љубезна. Не мислите дека е комплимент? Навистина кажувам тоа што го мислам. Ова е досието. И CD-то е внатре. Анализирајте, да видиме дали ќе ви се допадне. Да ги видам вашите препораки. Ова е не Ѓулбахар. Вие двете заедно ли сте дојдени? Ова е работа на екипа, господја Етен.
Ако екипата е сигурна и работата е сигурна, доаѓам со екипа и си одам со екипа. Јас навистина не можам да работам негде со луѓе што не ги познавам. Повелете. Добри препораки. Зошто ја напуштивте последната работа? Бевме ке една осамена жена. Господја Ѓултен. Господја Ѓултен почина, штета. Во ред. Една недела да биде пробен период. Доколку взаемно сме задоволни, ќе продолжиме. Ни одговара. Нешто се случи? Многу си тивок вечерва. Така ли? Со мајка ти зборуваша? Да оди, Мајлин. Да одиме во странство. Без процедури, без прашање да се венчаме во конзулатот. Како да бегаме? Добро, а што правиме вака? Ние со години ке чекаме да ни одобрат. Ова е наш живот. Така е, ама не можеме така да ги прегазиме. А и во право се знаеш. Додека мајка ти не ме засака, овој брак е невозможен. Тогаш што ќе правиме? Ке се откажеме ли? Не, душо, секако дека не. Само ќе бидеме малку трпеливи. Ова е прв обид. Ќе најдеме некој начин да ја убедиме. Како и да е, да не брзаме со венчавката. Нели времето е лек за се? Ама јас немам време за чекање. Како немаш време? Зашто се брзаш? Сушност толку многу те чекав. Не можам да издржам ниту една секунда без тебе. Се плашам дека нешто ќе се случи и ќе те изгубам. Господја Медиха, ништо не јадевте. Барем ова испите го. Мамичке? Султанке, моја убава мамичка. Воопшто не мисли, Милкое. Никаде не може да одиш. Мамичке, те молам. Не надвор, ке се собереме во куќата не на другарка. Другарка од клас. Нема време денски да одиш. Постојано сакаш да излегуваш на вечер. Мамичке, ама преку ден имаме предавања. Добро де, се гледате, ете. Ама мамичке, само јас никаде не одам. Те молам, само 2 часа. Господе Боже, со сила ме вадиш од такт. И онака сум многу нервозна. Не си ја барај белјата, дојго. Ако сакаш од тебе да ја извадам нервозата, а? Секогаш јас сум виновна на крајот. Секогаш дојго, секогаш дојго. На крај, двајцата ќе ме полудат. Господја Медиха, не грижете се вие. Во луди години е, ке и помине. Прво се јави таа умор, потоа господин Джесур дојде, рече дека ќе се ожени. Мислам, јас сум проста, не разбирам многу, ама умор да не се јави во врска со тоа? Што се, матин, јас не разбрав, Дилбер. И да е така, што би рекла? Бога ми, од гласот се чувствуваше дека е многу важно. Го остави телефонскиот број. Мислам, видете, не дека ви се мешам во работата, вие си знаете, ама јас сепак ви велам, јавете се на жената, нека дојде. Може би ќе ви биде од корист тоа што ќе ви го каже. Како е? Задоволна ли си од помошничките, Ајтен? Да почекаме, па ќе видиме. Тоа не се забележува веднаш. Уште не им заврши испитите, а? Секако. Тој што се изгорел од млеко дува и на јогурт. Добра ли си? Раката ти се тресе.
Изгледа ми се здрви. Од кога ти е вака? Прв пат се случува. Ке ми помине. Што рече докторот? Ништо не кажавте. Докторот рече дека се е во ред. Изгледа дека бременоста нема да биде проблематична. Како и да е, предходно ги доживеавме сите проблеми во врска со оваа бременост. Колку е убаво да се знае дека нешто ќе помине без проблеми. Јас ќе се Не, вам. Душо, ти седи. Мамо, Што е? Молам. Си сакала да зборуваш со мене? Да. Утре во 9 часот да се сретнеме во кафулето во Зетинбурно. Во ред. Не грижите се, да, ќе направам се што можам. Пријатна вечер. кој беше? Родител. Еден родител. Знаеш што ти се случи, нели? Мислам дека не треба да бидеш толку блиска со родителите. Ова не е таква, не грижи се. Пребледе. Нели докторот рече дека е можна малаксаност, миличок. Ајде не пипкај со тие рацема. Мора да проба. Дадо, повторно си одлична. Вршам контрола на квалитет. Беге таму, немој да велиш лакома сум. Мојата рака е мерка, мерка. Според Хасап. Кога се видела јас нешто да утнама? Знам дека од првата вечер ќе ги собереме поените. Ретко кој не се заљубил во овие. Ајде, однеси ги да се засладат малку. Одлично изгледаат. Специјалитет на господја Разија. Ти благодарам. Не ми се јаде благо. И јас подосна ќе земам. Се најадов многу ќе ми дојде. Во ред, господине, повелете. На здравје. Изгледа дека е женско. Како веле Ајтен. Јади благо роди син. Јади кисело роди ќерка. Само да биде здраво, сејано е што ќе биде. Јас веќе може да си легнам. Секако, ќерко, ти оди одмори се. Мамо, не ја притискај Омур. Не може да се освести жената. Пребледе. И устали да не отворам. Постојано мамо, мамо, мамо. И јас ќе легнам. Благото е многу вкусно, нели, Ердинч? И лесно е. Времето те лаже. Облечи. Треба повеќе да внимаваш на себе. За мајка ти веќе сум како времето, нели? Ги потврди своите мислења за мене и немам шанса да ги сменам сега. Мајка ми мене остави мија. Не ти се тресат рацете повеќе, нели? Не мисли, миличок, моментално беше. Помина. Зборуваше со Ајлин? Ама не грижи се. Додека стои условот на моите не може да се венчаат. Ако господја Медиха прифати? Не е Душо. Не верувам.
Добре дојде, Алин. Добро те најдов, мамо. Ти мене ли ме чекаше? Да. Си реков да зборуваме со мирни глави. Мамо, не може да не зборуваме во ова време. Неспокојна сум, Айлин. Ако не зборуваме, ќе ме копка. Ова се проблеми кои може да се надминат со зборување. Дојди, помини седни 2 минути да зборуваме. На Джесур му го кажа вашиот услов. Се труди. Види, Керко, ние не сакаме да те спречиме тебе. Знаеш, јас тебе те поддржувам од денот кога ми кажа дека го сакаш Джесур. Иако од време на време се противевме, иако ти беше строга со мене, јас сум ти мајка, разбери ме. За мене единствено што е важно е ти да бидеш срекна. Го знам тоа, мамо. Сега за Джесур нема да биде лесно да ја убеди таа жена. Може да ти рече, ние сме возрастни, можеме сами да одлучуваме. Да, така е. Но со вас двајца само до некаде може да продолжи вака. Семејството не е нешто што може лесно да се остави. Да се сврти грб, Айлин. Може да ти рече со тек на време ќе убедам мајка ми. И тоа не може. Ако продолжиш газејки на раната, што ќе биде? Гангрена. Ако ја излечиш од почеток, ќе ја излечиш. Во спротивно овие проблеми ќе станат се поголеми. Зарем се тргнува на пат со таков голем проблем? Аман, Керко, немој за инает да направиш глупост. Ние се трудиме да бидеш среќна. Имај малку доверба во нашето искуство, а? Знам, мамо. Не го сметам за инает тоа што го правите. Знај, јас повеќе не сум дете. Нормално дека нема да постапам без да размислам. Но имај доверба во мене. Не сакам да си тажна, Керко. Може веќе да си одам? Добра ноќ. И на тебе. Сега ќе се изнервирате, господјо. Зарем има миг да не сум нервозна. Откако сме дојдени во овој проклет град Рашид. Ја слушнам да видиме што е проблемот. Джесур знае ли за овој состанок? А знам ли господинот Джесур какви работи прави, па да се објаснувам. Сигурно му гнијат коските на покојниот негов татко. Дори ни јас немам лице да одам на гробишта. Ќе ме праша, така ли внимаваш на моите деца? Немам збор да му кажам. Нема да знам што да му кажам, Рашид. Ви благодарам што дојдовте, седнете. Ете, дојдов. Ама зошто дојдов, ниту јас не знам. Што е тоа што е толку важно во врска со син ми?
Не дојдов овде да те гледам тебе. Ако сакаш нешто да кажеш, кажи ми. Јас веќе немам трпение. И за мене не беше лесно да ви се јавам, господја. Обично и јас го чувствувам истото што и вие го чувствувате за мене. Затоа можете да предпоставите колку е тешко да очекувам нешто од вас. Очекуваш нешто од мене? Мислам, единствена надеж ми е дека сте вие поблагороден непријател. Знаете што ми направи вашиот син, господјо? Зборуваш за лабораторијата во школа? Зошто си толку напната? Мислам, воопшто нема да биде лесно да ви го кажам ова. Премини на главното. Кошмарот кој го доживеав заради вашиот син почна првиот ден од мојот брак. Пред хотелот дојде една кола, ме зема. Ме однесе на едно место кое не го знам. Мислев дека Ердем спремил изненадување за мене. Од колата излезе Джесур. Имаш време? Имам. Влези. Се надевам, не си ми луд. А ти да беше немаше да се налутиш. Битните чекори кои ги интересира моето семејство ги правиш занемарувајќи ме мене и татко ми. Дали тоа е донација на компјутери каде што работи жена ми, или што и да е, може да е предложување брак на сестра ми, да речеме. Уште еднаш немој да прегазиш, Джесур. Зашто јас веќе почнав да барам зла намера во она што го правиш. Жал ми е што мислиш дека имам зла намера. Воопшто не е така. Сушност, под секој мој чекор има добра намера, но некој работи тргна наопаку. Не можев да предпоставам дека Омур толку ќе се вознемири од таа донација. Тоа всушност беше мој изненадување до сите вас, ама видов дека ќе ве изнервира и се повлеков. И за брак сакав прво да ми одобри Ајлин, а потоа ќе побарав дозвола. Се разбира дека знам дека не може да биде без ваша дозвола. Но Ајлин сакаше прво да разговара со вас. Јас сум спремен да бидам член од вашето семејство, Ердем. Зарем би сакал да ве навредам вас? Се извинувам ако не сакајќи сум бил причина така да се чувствувате. И јас не дојдов да зборувам за тоа. Дојдов да зборувам за понатаму. Мило ќе ми биде ако бидеш повнимателен. Се разбира. Заборавив, немав прилика да ти честитам. Нека ти е со среќа. Омур била бремена. Слушнав од Ајлин, многу ми е мило. Благодарам. Лага. Не е можно. Мојот син да направил такво нешто. Зошто ти измислам таква лага, господјо Медиха? Како да измислам? Јас не можам да прифатам што сум доживеала. Венчавката со Ајлин е последниот чекор од планот на Джесур. Ако е одмазда, доволно се одмазди покрај тоа што немаше право на тоа. Во овој случај сестра ми беше жртва. Ве молам, веќе нека ги тргне рацете од мене, господја. Доволно ми ова што го доживеав. Кој има право некого вака да малтретира? И вие сте мајка. Ако не заради ништо друго, ме молам, помогнете ми за бебенцето што го носам. Да не се роди моето дете во овој пекол. Вие сте единствената личност која може да го запре Джесур. Мислам, за жал вие сте ми единственото решение. Господјо Медиха, тој ви е син. Морате некако да го запрете. Господјо!
се случи вака? Да одиме на лекар? Те молам, немој да ме плашиш. Си пребледела? Што ти рече таа проклета жена? Веднаш да си одиме, Рашид. Рашид, веднаш да си одиме од тука. Здраво. Дојде твојот проблем. Здраво. И сега што читаш? Биди симпатична колку што сакаш. Нема да ти помогнам. Се уште важи тоа што го кажав. Не дојдов да побарам никаква помош. Разбрав. Ми треба време да се навикнам. Добро, но зошто зборуваш вака кога само 2 пати те замолив за помош како пријател? Нема никакви каприци. Мислам, кажувам за да не губиш време со мене. Знам дека не ти интересно со мене. Освен за часовите, ништо друго и не сме зборувале. Да знам дали е интересно или не да разговарам со тебе. Дојдов да поразговараме, ама очигледно не ме слушаш. Изгледа не бил убаво на забавата. Омер, се трудам да се извинам, ама заборави сега и на тоа. Дујго, чекај. Навистина претерав. Не дозволуваш ни малку човек да се разгали. Добро, прифаќам. Што прифаќаш? Нели, после часове ќе ме возиш со твојата кола? Не може само така, извини. Во ред, договорено. Што ќе се напиеш? Може чај? Добро. Ти седни, јас ќе одам да Добро. земам. Ако сакаш, можам да те однесам на тоа место кај што бевме некни. Може добро ќе ти дојде. Што беше проблемот? Веднаш најди ми го телефонскиот број на Елин Сојка. Го имам бројот на фирмата, ама... Барај го. Не слушнеш што реков. Господјо, ќе ви биде полошо. Не знам што е проблемот, ама... Ве уништи. Многу ме растаджи, бе. Смирете се прво. Не може да ми биде полошо од ова, Рашид. Јави се на девојката. Молам. Господја Елин, господја Медиха сака да разговара со вас. Да ве поврзам ли? Господја Елин? Господја Медиха? Да. Поврзи ме. Во ред. Повелете, господја? Нешто многу итно треба да зборувам со тебе. Може ли да дојдеш, Керко? Ова... Може секако, ќе дојдам, ама... Нема да биде како минатиот пат. Не за карање. Сакам да зборуваме. Каде да дојдам? Само ќе те замолам нешто. Джесур да не знае за овој состанок, Керко. Во ред. Каде ќе бидете? Разбрав. Јас... За половина час ќе бидам таму. Во ред. Јас доаѓав кај тебе.
Што се случува, каде? Бегам. Имам една работа надвор. Земи ми мене. Многу ми е досадно овде. Да, добро би било, ама сигурно нема да сакаш да дојдеш на маникир со мене. Разбирам, не сакам. Тогаш вечер се гледаме. Добро, пријатно. Пријатно. Што ми се случува? Во тоа има малку шафран. Ви дава сила и ве подмладува. Овие се вкусни. А чекај ова да го пробам. Ова не ми се допадна. Како да фали нешто. Што? Не знам, ама не е вкусно. Уште малку да се навикнеме. Да дознам каква храна сакате и ова ќе го средиме. До тогаш ова не го ставајте на маса. Не сакам да се срамам пред гостите. Ке те прашам едно прашање, ќерко. Го сакаш ли ти син ми? Навистина, од се срце. Да. На Джисур му е потребна жена која ќе ја сака од срце. Некоја која ќе го прифати каков што е. Само јас знам во каква темница живее тој. Него му треба жена која ќе биде упорна и ќе го излече од таа темница, ќерко. Многу добро размисли. Ако велиш, јас сум таа жена. Јас сум спремна да го сменам мислењето. Спремна сум да се откажам од тоа мислење, да те прифатам тебе, ќерко. А сега, Елин, повторно те прашувам. Го сакаш ли син ми? Да, господјо Медиха. Го сакам. Подготвена сум да направам се за да заборави на лошите работи. Колку сака нека трае. Колку сака нека е тешко, не ме засега. Ќе направам Джисур да ја заборави унори лошото искуство со неа. Ти благодарам. Тоа е многу добар одговор за мене. Ќе ми биде големо задоволство со син ми да дојдам кај вас, кога ќе бидете слободни и да те побарам. Да, бука ми испадна, како што рече. Жената не знаела што прави нејзиниот син, ама... Што, ама? Не знам, Сибел. Не знам како ќе реагира. Жената стана како дух и си отиде. Ништо не кажа. Паси, како се шокирала? Ке видиш? Ке го искара Джесур? Да се молиме, Сибел, да го запре синот. Како не, другарке? Не грижи се. Медиха ќе го среди ова. Биди спокојна. Да не беше ти, најверојатно ќе полудев до сега. Одлично мириса. Ова жена си ја знае работата. А ако ти ја добруваш, значи дека изгледа го положи испитот. Жената е вредна, ама изгледа јазикот ќе направи проблем. Изгледа дека нема да премолчи за ништо. Епа, како и да е, жена од Црно море. Точно како за тебе, мила. Убаво ќе се сложувате. Аман, ти како да си многу подобар од мене. Дај ми лимон од фрижидер. На левата страна, ќерко, лево. И, Айлин, ти сакаше нешто да кажеш, те прекинавме. Да, сите се собравме, подобро вака. Јас зборував со господја Медиха. И? Ми се извини за таа вечер. Таа кажа дека сака да дојде кога ќе бидете слободни. Сериозна си, мајко? Ке дојдеш со мене да ја запросиш Ајлин?
Зарем мислиш дека се шегувам? Што се случи? Како се согласи? Да се откажам ли? Не, се зачудив. Ти благодарам, мамо. Многу ми значи твојата согласност. Ме направи среќен. Уште не верувам во овој брак. Ама кога веќе си запнал, нека ти е со среќа, синко. Верувај, мамо. Верувај, знам што правам. Гревата, остави ги намира во кујната, ајтен. Седни, смири се. Омор, вечерва нема да ни се придружи Ердем? И се лоши. Легна малку да одмори. Секако. О, многу си убава, ќерко. Благодарам. Не разбрав зошто со 2 коли одима батерашит? Не знам. Господјата така сакаше. Таа си знае. Добра, ама нели е тоа глупаво? А што ако овие по пат повторно се караат? Мајка ми се уште е многу нервозна. Зошто запна Дујко да дојде сама? За да зборуваме намира, синко. Што ќе зборуваме? Изгледа дека оваа девојка на вистина те сака. Штом после толку работи што и кажа, зарем би префатила се. И јас се сакам нејзе. За тебе, синко, љубовта повеќе нема значење. Што значи сега ова? Се обвинувам себе си. Колку дена се обвинувам? Човек е одговорен и за доброто и за лошото, кое го надминал. Ако некаде фали нешто, тоа е и моја вина. Мајко, добра си? Зошто, сина? Што зошто? Зошто го направи сето тоа? Како го направи? Мамо, престани да зборуваш некакви загадки. Што сакаш да кажеш? Велам за тоа што го направи на умор. Аман бе, без знак, без ништо си застана таму каде што му текна да застане. Јас да направам така, колата ќе ми ја земат. Не застанаа без потреба. Ајде да видиме. Ако не викнат, ќе одиме. Омор ми раскаже едно по едно се од почеток. Да, сакав. Сакав да го уништиш семејството со Икан.
но не вака. Вака не само за нив, и за нас е лошо. Да жалам што иако беше во право, сега не си. Или да жалам што мојот син направил такви нешта. Мајко, Вечерва ќе завршам со ова. Се согласив за ова. Зашто девојката те сака тебе. И го видов во очите. ти зборуваш и со Ајлин? Не ме прекинувај, слушај. Видов дека ти гори душата, зашто таа проклета девојка Илкнур не те сакаше тебе. Но не можев да го видам тоа тогаш. Колку многу имаш болка во срцето. Што друго може да остане од пожар? Нема да оставам така срцето да ти се суши. Повторно ќе заживее. Пред тебе има цел живот. Нема да дозволам повеќе да го уништиш. Штом се ожениш со таа девојка, веднаш да ја однесеш далеко. Или... Мамо, ти не мешај се во ова. Не одам никаде. Ти си знаеш. Што ако не направам како што велиш? Вечерва ќе одам кај семејството Сојкан и ќе го раскажам целиот план што го кроеше. Од почеток до крај.